Isusa Hrista strah nemaš, zvonko do bramke ozdrava. Ne plaši se, samo veruvaj, nema da me ostavam sami, ne se plašam i veruvaj, Isus ke ne brani. Ne plaši se, samo veruvaj, nema da me ostavam sami, ne se plašam i veruvaj, Isus ke me brani. Vera tvoja te spasi, dopri se to njegovo srce, to primi go, padni na kolena i moli. Ne plaši se, samo veruvaj, nema da me ostavam sami, ne se plašam i veruvaj, Isus ke me brani. Ne plaši se, samo veruvaj, nema da me ostavam sami, ne se plašam i veruvaj, Isus ke ne brani. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Slava ti, Isuse. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Slava ti, Isuse. Ajde 62, onda pak je vlezno. Koja? 62. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Aha, ti го давам сърце? Да. Да. Поздрав на групата од Вивер, да сте благословени во Исуса Христа. Амин. 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 Амин, златни деца. Натаня? Слава ти, Исусе. Даде својот син за нас, ти го плати довод наш, ти ни даваш патека, да врвиме по љубовта. Ти ни даваш патека, да врвиме по љубовта. Ти го давам срцево, дојди живеј во него, татко најмил Исусе, возлюбен мој Господе, татко најмил Исусе, возлюбен мој Господе. Нема да умрам, ќе живеја, љубовта твоја ќе ја прославам. Живееме ли, умираме ли, во љубовта Исусова. Живееме ли, умираме
58 neka влезе. Која е песна? 58 стани Лазар. Добри сте, деца? Андреја, добри сте? Како сте? Супер, да рече. Амин. 58. Царството Божје? Не, стани Лазар. Да. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Стани. A bolesne za umiranje, za slava Božja Sino da se proslavi. Prijatelj, od naš Lazar, zaspa, odam, tako razluda. Stani, Lazare, stani. Stani, Isus ti veli. Stani, Lazare, stani. Stani, Isus te ljubi. Zaspal tojke stane najmiliji Isuse. Odi me i nije da go budi me. Koji veruva o Isus ke žive i nema da umre do veka. Stani, Lazare, stani. Stani, Isus ti veli. Stani, Lazare, stani. Stani, Isus te ljubi. Rekov ako veruvaš go Isusa, rekov ke oživeš go Hristosa. Oče, ti blagodaram, ne usliši, Lazare, izlezi. Stani, Lazare, stani. Stani, Isus te ljubi. Stani, Lazare, stani. Stani, Isus te ljubi. I Lazar stana, i voskresna, za slava ta Isusova. Slava ti, Gospodi Isuse Hriste. Slava ti, Gospodi Isuse Hriste, slava ti, Tatko. Tatko naš nebesen, ti blagodari me, Tatko. Твоите деца се собрани во името на Твојот Син Исус Христос. Собрани сме во името Исусово. Поклонуваме во дух и вистина на Твоето славно име, Господи Исусе Христе. Тебе ти се поклонуваме и ја објавуваме Твојата слава. За многу години нека ни е славата во овој дом. Која слава ја славите?
Исус Христос го славиме. Кој ден е тоа? Секој ден, секој час, за секога ще славиме. Ние го повикуваме Духот Утешител, Господи Исусе Христе, Ти ги даваме срцата и душите, да дојдеш, да не исполниш со сила, Ти да зборуваш низ нас. Согласни сме ова живо слово да не нахрани во вечера на љубовта. Си простуваме едни на други, никого не осудуваме, се покајуваме за секој грев, се покајуваме за гревовите на нашите предци и ја прифаќаме Твојата волја во овој живот, Ти да управуваш со нас. Те сакаме, Господи Исусе Христе, согласни сме сите заедно и велиме во еден дух со Тебе, не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи. Бегај од нас, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Те сакаме, Господи Исусе Христе, ние знаеме дека си ни приготвил место подобра, небесна татковина. Ние не сме од овој свет, како што велиш Ти, јас не сум од овој свет, и ние сме Твои и не сме од овој свет. И знаеме дека тука сме привремено, а горе на небесата имаме дом, вечен дом, Царство Божјо, и денеска го испраќаме Круме, таткото на Ѓорги, со радост, бидејќи му завршила службата на земјата, телото оди во земја, а душата со духот се враќа кај оној што е дал. Тој ни дал се, живот, здив и се. Ние денеска ќе зборуваме да се подсетиме што ни оставил како порака во ова живо слово. Што да кажеме на ова писмо до христијаните во Рим, Римјаните 8:31. Ако е Бог со нас, ние велиме татко, кој ќе биде против нас? Беззначајно е тој што е против нас, кога Бог ни го даде собствениот син, не го поштеди, пазете го овој момент, го даде за откуп на сите нас, зар заедно со Исус Христос нема да ни подари се друго. Ние во Него имаме се, ако станеме свесни на таа состојба, нема да се плашиме да ја донесеме од луката. Понатаму вели, кој може да подигне обвинение против нас, против оние што Бог, таткото, ги одбра, ги оправда во Него, ако предадеш се. Кој може да не осуди нас, Божјите избраници? Сатаната ќе не осудува, но не може да не осуди. Такво право на осудување, затоа е тоа не судете, и таква сила има само Исус Христос, но Тој умре, воскресна за нас, сега се зазема за нас, седи на почесно место од десната страна. Ние го знаеме тоа, но битно е ова што тој сака да ни го каже, заедништво со Исус. Важен момент. Тоа не е мисла, не е сон, не е техника, реален заеднички однос, вистински однос. Ве молам, кој има микрофонот, исклучете го. Значи, Севишниот, доаѓаме до овој стих, кој го знаеме, ама го забораваме, не живее во ракотворни храмови. Дела 7:48. Ракотворни храмови, сето тоа што е изградено во материјалниот свет од човек, без разлика што дел од тие храмови се убави на изглед, нашарани, насликани, набоени, како во некоја театарска сценографија, но тоа е камен на камен, нема да остане. Тоа е мртва градба, затоа што таткото наше дух, тој е татко на духовите, и тој може да живее само во моето, во твоето срце. Тоа е тоа што не можат да го разберат. Одиме понатаму цитат: небото е мојот престол. Таму е тој престол. Во Откровение се вели, таму нема храм, односно престол, се Отецот и јагнето. Зборува за духовно соединување.
небото е неговиот престол, а земјата е подножје на нозете негови. Дела 7:48, 49, и потоа тој вели, каков дом ке ми направите, вели Господ, кое е местото за мојата почивка. И ние сега го имаме тој старозаветен однос пресликан, изграден храм, повторно има олтар, повторно има завеса, а завесата е разцепена на две, кога Исус воскресна, ако се сеќавате. Нема веќе скришно место во храмот. Храмот е в твојата внатрешна соба, твоето срце. Исус вели дека нема место каде глава да подслони, значи каде е неговиот храм. И одиме до тој стих Матеј 8:20, лисиците имаат гнезда, легла, птиците небески, мисли на духовните сатански сили, гнезда, а синот човечки нема место каде глава да подслони. Ни го покажува тој однос дека треба да му го предадеш твоето срце. Матеј 8:20, ние зборуваме за соединување. Тоа е важен момент. Тоа е свадба, значи на јагнето, Исус и невестата, сите ние заедницата, црквата, душата на моја, да се спои со него, да го љубам како невеста, значи Исус од црквата, заедницата, душата. Треба да знаеш, понатаму Римјаните 11:18, да не се возгордееш. Важен момент, гордоста е смртен грев, гордоста е грев, дека ти не го држиш коренот, туку коренот те држи тебе. Постојано да го имаш на друго место, вели, ти кој си калемен, ако те накалемил, може да те искрши, да отпаднеш, исто како тие што биле негови гранки, па ги искршило, ти не поверувале. Ти си гранка на корен и треба да дадеш род, да му дозволиш, да ја примиш таа духовна сила, како што гранката преку коренот добива вода и храна. Значи, ти си гранка соединета со вечната љубов, насадена, споена. Одиме понатаму цитат, Бог го измири светот. Нас не измири со себе преку Христос. Значи, ние ќе дојдеме до тој момент, што сум сгрешил, зошто сум скаран си, спротиставен си, не му ја даваш власта, имаш слободна волја, постапуваш по своја, а потоа бараш помош. Значи, преку Христос не измири, не земајки ги предвид престапите. Зашто ако му предадеш се на Исус на луѓето, го положи во нас, понатаму вели каде го положи словото на измирувањето, тоа е ова свето писмо и тоа што слегува во духот, каде го положи, па во твоето срце мора да оживее. Тоа е важен момент, инаку ќе ги цитираш само мртвите слова. Значи 2 Коринтијаните 5:19, положено, посадено слово во мене, да никне и да даде род, значи не само да го знам во умот, да го живеам во срцето. Понатаму ни дава уште еден стих за заедништво со него, како соработници, ние го велиме сотрудници, соработници на Христос, живееме да не ја примаме напразно Божјата благодат. Ова е исто така важен стих, пот имаме една доктрина само благодат. Апостол Павле вели, благодата да не остане празна, си дознал за Исус и седиш, нема никаков ефект, не можеш никако да донесеш, не сведочиш, живееш повторно, значи не си светило што се става на свекник, седиш во сенката и полека ќе изгасне твојот дух. 2 Коринтијаните 6:11, да не ја примаме напразно, и од тука имаме празна вера, празни срца, значи нема што да наполниш, да примиме благодат, да го наполниме срцето со Исусовата љубов е важен момент. Срце полно со Исус Христос е важно. Срце полно со љубов да преплавува. Тоа е тој дух, тоа е пребивање во љубовта, тоа е таа жива вода, ти ќе имаш толку љубов што сите ќе забележат, која никогаш не престанува. Значи, ние сме, цитат, амбасадори на Христос, представници, и преку нас Отецот ви говори. Значи, треба да дојдеме до тоа,
Отецот зборува преку нас, кој се тие нас, па Исус првим беше тој нас, тој зборуваше, јас не зборувам, Отецот зборува, Он ги врши делата, Он решава, јас не решавам кој ќе седне на десната страна. Јас не можам ништо само од себе да направам. Тој велеше, јас ја прифаќам неговата волја. Значи, тој говори преку нас, ако имате некој што говори Отецот преку него, држете се до тоа, додека не станете и вие таков, 2 Коринтијаните 5:20, Отецот да говори низ вас. Тогаш вие ќе имате сила и сите околу ќе забележат и демонските сили ќе ве познаваат и нема да може постојано да ве вознемируваат ако се спротиставите со тврда вера. Значи, зборуваме за сродување, за живење, за оживување во еден дух, едно тело со Исус Христос и Таткото Небесен. Тоа е духовно заедништво. Тоа е тоа што треба да го научиме. Ние сме телесни луѓе. Како да го имам духовното заедништво? Духот да го владее телото, да му командува и да му рече исцели се во името на Исус Христос и така натаму. Еден од начините, еве стихови, се додека сме во ово земно тело, ние не сме дома кај Господ. Се додека сме во тело, значи Круме се представи, тој не е дома овде, оди во духовниот свет. Каде оди е друго прашање, но нашиот татко е многу милостив, долго трпелив, он вечно не се лути, он ги има клучевите од адот Исус, слегува до портите на пеколот и оттаму те избавува и така натаму. Значи, се додека сме во ова тело, ние не сме дома. Ние сме овде привремено, 2 Коринтијаните 5:6, значи, ние имаме дом на небесата, значи, подобра татковина, има еден стих, ние имаме подобра небесна татковина. Духот на Отецот на Исус Христос треба да биде присутен во моето срце и ние тогаш ќе го имаме тоа чувство и свесност да сакам јас да си заминам, како луѓето што ќе остарат по извесен период, ќе им се измори телото, а тие веќе поради, како да кажеме, материјалното време изморени сакаат да заминат. Друго е кога Христов војник сака веднаш да си замине, но подобро е за вас да останам, вели апостол Павле. И така натаму, одиме повторно цитат 2 Коринтијаните 4:16, нашите тела постепено пропаѓаат. Ние сме го забележале тоа, нели? Само Христов војник не старее, тој е како момче. Духот во нас секојдневно се обновува и вие ќе забележите, вие во духот сте толку млади, телото ќе мора да ве следи се додека Исус ќе го полни, ќе го обновува. Значи, духот во нас не обновува, тој не новородува, тој не оживува. Така Исус Христос и Отецот се присутни во нашите срца. Телото старее, телото е минливо, пак ќе дојдеме до тој момент, сме го дискутирале, но не одиме предалеку. Дали телото е наше ако го оставаме во земја, а душата заминува, односно духот се враќа кај оној што го дал, а телото без дух е мртво, дали тоа мртво е наше или не е наше, е интересен момент. Но не го дискутираме. Значи, верата е она што не движи напред. И сега ние ќе речеме само вера, но верата без дела е мртва. Како ќе знам јас дека имаш ти вера, ако немаш дела на љубовта, например, како се однесуваш во одредена ситуација, кога те колнат, напаѓаат, те хулат, те лажат, те крадат, кога те напаѓа сатаната, кога те боли нешто. Значи, верата е тоа што не движи напред. Значи, ако се фатам јас за Исус, 2 Коринтијаните 5:7, тоа значи кога некој ќе стане христијанин, тој е друга личност. И ќе речеме, тој веќе не е личност, личност има на земјата, ум, срце, нели, волја. Така, тој зборува сега за претопување во него, еден дух да бидеш. Пази сега што зборува понатаму. Ти си ново битие, ти си внатрешен човек, ти се разбудува духовниот човек, одново роден во љубов, роден во дух. Се сеќаваш дека твојата природа е духовна. И овде ти станува мачно и тешко, и како Исус ќе лееш горешти солзи. Значи, духот да расте
и да го донесе телото до послушност кон Духот, односно кон Исус. 2 Коринтијаните 6:14. Не дружете се со неверници. Пак е тој момент. Ние имаме чести состојби кога не сака да слуша, не послушува, постојано греши и хули, ставаш ограда, се молиш за него. Каква заедница може да има еден христијанин со безверник и ќе почнете да ги оставате местата каде што не сакаат да слушнат за Исус и ќе ве трујат со некакви телесни работи за многу години славата. Да, јас славам слава. Кога е таа слава? Секој ден го славам славата на Господ Исус Христос. Славата е Негова, зар не сте знаеле? Чија слава вие славите? Чукнете си ги главите, ќе одговараат тие што ве учат погрешно. Кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него. Одиме понатаму, каква заедница? Треба ли во Божиот храм да ставате идоли? Ние сме храмови на живиот Бог. 2 Коринтијаните 6:15-16. Значи јас сум храм, оставете ги тие насликаните храмови со сликички, со не знам што. Јас сум храм, дали во своето срце ќе ставам идол? Било што да ме оттргнува од Исус е важен момент. Не ставам ништо, пак ќе дојдеме на срце ми лежи, мила мамо, Исус Христос. Не ми лежи лута змија, аут, не прифаќам тоа. Исус ми лежи, ќе живеам во нив. Тој треба да живее во мене и во тебе. Пазете 2 Коринтијаните 16. Ќе се движам со нив, во нив внатре, во духот, јас ќе бидам, манде брзо ти е? Не. Нивниот татко, а тие ќе бидат мојот народ. Понатаму кажува уште нешто 16-тиот стих. Значи, тој е мојот татко, тој треба да живее во мене, реално е тоа. Го жеднееш тоа и се случува чекор по чекор. Не мешајте се со она што е нечисто. Не можеш да правиш такви заедници. Имаме ние зададени, жената ќе го свети мажот, мажот жената и роднини наши кои не соблазнуваат. Треба да издржиме, но не можеш да имаш духовно заедништво, треба да ја ставиш границата, тој да не те оскверни, да те врати назад, наместо ти да го излечеш него, ќе дојдеме до последниот стих што е поентата. Ќе ви бидам татко, ова е тоа што е битно. Татко имаме ние кој е вечен. Ние ќе решат нашите македонци, ние цар сме, имаме Александар. Како бре Александар? Вие имате цар на царевите, ве ставил во Светото писмо. Исус Христос е царот на македонците, ве запишал овде и напишал ќе изберам народ 15-17 дела, што ќе го прослави моето име, Исус Христос. И под следната страна вика Сонов, тој е мојот цар, земни кнезови кои се умрени, кои се мртви, кои не може да живеат. Ќе ви бидам татко, а вие ќе ми бидете синови и керки. Ова е тоа. Ова е тој момент да стануваме телесно и духовно се почисти. Во 7.1 продолжуваме, направете повеќе место за нас, за Исус и Отецот во вашите срца. Ете, тоа треба да го најдеме. Да му направам комплетно место, тој да живее, како Исус со полна полнотија, и тогаш ќе имам сила да речам, слушај ти сатано, тебе ти велам, овие луѓе му припаѓаат на Исус, немаш право на нив, марш да си одиш од каде што си дошол во името на Господ Исус Христос, дан и нема да мрдне ништо. Останувам во тврда вера. Ќе му дадеш место, значи, во твоето срце, сокровиште, Исус да живее, да послони глава во вашите срца и така натаму. Понатаму вели 2 Коринтијаните 8:11, дајте колку што можете. Што треба да дадам? Се. Дали давам колку што можам? Па можам да му се предадам, зошто да не можам? Кој ме спречува? Што сум се врзал овде? Оставам се. Нема да пропадне ништо. Тој е тој што дава живот, здив и се. Он создава се. Он вдахнува дух. Он може и овие камења да проговорат. Аврам кога го однесе Исак да го жртвува, рече, тој ќе го воскресне и затоа му стана пријател Божји. Дали му давам од срце? Бог го љуби оној што од срце дава.
Тоа треба да го размислиме добро. Што треба да дадам на Исус? Се. Време, срце, тело, душа. Душата да му ја дадеш. Да му ги дадеш душите своји. Нели, за да прават добри дела. Да бидеш храм на Светиот Дух. Себе си да се дадеш. Припадност, собственост, да му ја дадам власта врз мене и тој тогаш ми дава власт да газам на змии и на скорпии и да велам бегај од мене сатано во името Исусово. На колена пред семокниот Бог. Пазете сега. Исус ми дава власт и ништо нема да ми напакости. Се давам како невеста што се дава на младоженецот во ново семејство, во ново роднинство, во вечната љубов со духовниот татко, да бидеме едно тело, еден дух, сила на љубовта, со наследници, синови и керки Божји, и тој ќе ве направи, ова е добар препев, богати во се. Што ви треба вам? Дај му се што имаш. Подразбира и време, и простор, и материјално. Ние имаме искуство во групата. Луѓето што водени од духот даваат се когаш и намножува. Може да ви посведочат. Кога ќе сведочат, ќе го кажат тоа, нели, тоа е интересен момент. Колку повеќе даваш, Весна знае за тоа се случило, Ангелина, Звезда и другите. Имаат искуства. Не се работи само за пари, за љубов, за време, за присутност и така натаму. Значи, ќе ве намножи да бидете богати во се, така што уште поштедро да давате. Мораш да даваш. Исус се даде. Тој принцип на давање, поблажено е да се дава, нели? Зошто? Па примаш, отколку да се прима. Исус, значи, он рече, него поштеди ни својот син, нели, предходно читавме, значи, заедништво е тоа 2 Коринтијаните 9.1, заедништво правиме со вечната љубов. Да се дадеш себе си во вечната љубов, да се вратиш во неа, во љубовта која никогаш не престанува, и себе љубов. Значи, Бог ги сака, друг препев, оние што даваат со радост. Знаете, пазите го тој момент. Овде вика оној што од срце дава, значи себе, љубов, се, кој се фали со Исус да се фали и да се прослави Исус во секого од нас. Според тоа, се враќаме на ова Римјаните 8.35, според тоа, што е слезено, може ли да има сила што ќе не одвои од Исус Христос? Па видете, луѓе, од Исусовата љубов. Па за мене не. Пазете сега, можат ли тоа да го сторат тешкоти, маки, прогони, глад, сиромаштија, закани со смрт, роднински врсти од секаков телесен вид? Нашето роднинство е со небесата, мојата мајка, браќа, сестри, се горе. Понатаму, секојдневно се соочуваме со смртта. Зошто? Па, кој не го љуби братот свој е човекоубиец. Доволно е само, значи ние сега имаме проблем со лифтот, ќе се вратиме. Лифтот е расипан, ние треба се собереме во сабота по голема група, некои не може да се качуваат пешки. И го среќавам тој што прави проблем на 3-ти спрат и се смее сатаната, збори низ него, немаш лифт, немаш лифт. И 1, 2, 3. И сега јас можам да станам човекоубиец, да го фатам вака и да му ја трестам главата. Јас му викам, Исусе, дај ми сили и енергија. Лично сатаната ти прави проблем. Секојдневно се соочуваме со смртта. Може да ни се закануваат. Смртта е човекоубиец, кога убиваш некого и не го љубиш, те тера и те соблазнува да му вратиш со лошо. Наспроти се, ние сме повеќе од победници. Преку Христос, кој многу не засака, и убеден сум, и апостол Павле, и јас сум сигурно, ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни владетелите, ни сегашноста, ни иднината, ни било какви сили, било да се од височините или длабочините, ниту што и да е на овој свет, ниту што и да е на овој свет, роднински врсти и било што, не може да ме одвои
од Божјата љубов. Ете, тоа е целата суштина. Таа преку Исус Христос ни се дава да ја примиме, значи поднавме заедништво со Исус е важен момент. Како да останам во Него, затоа се собираме ние овде едни со други, да се молиме, да бидеме борбена единица, не само да молиме, да заповедаме сега веќе. Не прифаќаме едни за други, да биде ова вистинска караула, слободна територија на Царството Божјо на земјата, за да можат тие што тој ќе ги донесе да се спасат само преку славењето слава. Славата е секој ден, секој час, секој миг се слави Исус Христос, се прославува во тебе ако му го оддадеш срцето. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Ти благодариме што ги излеа овие слова, а сега ќе пееме и ќе влеземе во молитва. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе.